Јас вака би рекла на поинаков начин. Не е дека темата не постои, не е дека темата новинарите не ја покриваат, меѓутоа ја покриваат многу површно. На ниво само на пренесување на настани, изјави и такви работи. Сето тоа се должи на капацитетот, мислам, на новинарството во Македонија, кое што едноставно е десеткувано и нема сила да ги следи по аналитички процесите. За да направите вие квалитетен текст за било кое прашање од овие што ги третираме денес, сепак треба малку повеќе време и многу повеќе знаење. Наши медиуми практично, ние сме можеби единствена држава која немаме дописници во Брисел. Многу е ретко новинар од Македонија да присуствува на настани во Брисел, се сведе на студиските посети што ги организираат некои невладени во последно време, амбасадите и така. Јас исто така забележав еден парадокс голем околу познатата славната изјава на Александар Николовски, министерот за транспорт, за коридорот 8, кога тој најави дека коридорот води до тунел, дека нема крај и дека е тоа автопат без завршеток и такви работи. И тука набери споредба како реагира бугарските медиуми, како реагира македонските. Бугарските медиуми пратија неколку новинари во Македонија и зборуваа со сите релевантни институции што се ангажирани околу тој проект во Македонија и со сите институции во Бугарија. Излегува со анализи во кои што имаше секакви детаļи, секакви изјави, технички, политички. Кај нас практично ние од нивните известувања дознавме во која фаза е проектот Коридорот 8 и што е вистина, што не е. Мислам дека тоа повеќе зборува не толку за квалитетот на новинарите, колку за квалитетот на новинарството во Македонија, кое паѓа, бидејќи технички и финансиски не може да ги следи овие процеси. Она што мене, друго што ми беше интересно, што се обидов со оваа анализа да го говорам во смисла некој нов поглед да дадам на тоа како известуваат медиумите, беше дали кај нас, освен што констатиравме дека нели се следат, слепо се следат агентите на партиите, практично, што рече Андреа Стојковски, партиите ни, како што сакаат, така пишуваме дека ни наметнуваат агенда. Мене ми интересираше дали после сите оние констатации на многу меѓународни организации дека кај нас партиите се партиски определени, дека се англиски речено affiliated, некако наклонети, да. Дали се создава на идеолошка основа известување во Македонија. Во смисла, дали има медиуми кои што се профилираат про-ЕУ и медиуми што се профилираат анти-ЕУ. Мислам дека тоа конкретно на темата евроинтеграција толку не се забележува, колку што се забележува за други теми поврзани со Украина, со Русија, со Европа, со ЕУ и сето тоа. И ова, според мене, почнува идеолошки да се профилира новинарството во Македонија, значи имате тврдо ориентирани медиуми, тврдо десничарски, тврдо левичарски медиуми, што можеби на крајна линија е нешто нормално. И меѓутоа, она што ме загрижи е дека тонот на тоа известување е во стилот никогаш не е насочено кон решенија, никогаш не е насочено кон излез, туку е насочено кон тоа да се најде кој крив и у последно време најмногу е насочено кон тоа Македонија да се портретира како жртва, како се ова што ни се случува понижување, како ЕУ е лицемерна. Мислам, има една страшна анти-ЕУ реторика, која што не води никаде на крајот на криштата, дури да заслужува ЕУ таква реторика и да заслужуваме ние таква реторика, не води никаде, бидејќи не води кон решение. Јас мислам дека во голем дел тоа е резултат на таа исто медиумска сиромаштија и слепото преземање на содржините и почнување да ја следиме некако премногу српските медиуми, преземање на интонацијата и известувањата од српските медиуми, риториката, наративот од нив.
И мислам дека тоа не е добро за нас, бидејќи на крајот на кришата од градење синдром на жртва не можеме да стигнеме до членство во Европската Унија. И тоа исто така приметив дека почнуваат медиумите да се профилираат и некои се повеќе да се наклонети кон исток, место кон вредностите, да речам, што доаѓаат од запад. И едноставно тоа зборува дека можеби на крајот на кришата и не треба толку да се свати негативно, бидејќи јас мислам дека периодот на идеализмот во покривањето на темата заврши, дека ние практично сега почнуваме да ги согледуваме аспектите на процесот и едноставно почнуваме да се делиме и да се разобличуваат силите кои што не сакаат во ЕУ, кои што немаат материјален, финансиски, политички или не знам каков интерес да влезат во ЕУ. Едноставно би рекла се соголија структурите кои се за ЕУ или не се за ЕУ. Проблемот е само што структурите кои беа за ЕУ и медиумите кои што ги следеа едноставно не ја оправда довербата што ја добија од граѓаните. Што би рекол Андреја Стојковски, да го цитирам пак и многу други од тие со кои што зборував, нивните реформи беа во голема мера гола реторика и практично ги изневерија и тие што сакаа да ја туркаат агендата кон Европската Унија. И тоа е практично за тие сили практично исто така и нанесува штета на евроинтеграцијата и на медиумското известување. Бидејќи голата реторика го уби интересот на јавноста за темата во целина.